Здраво на сите, јас сум читачот, а ова е ново видео во соработката со ЕУ за култура. Ова е летно видео, ќе оди за време на летото 2023 година. Книгата за која што зборувам се вика Книга на летото и намерно го одбрав овој летен амбиент за ова видео. Меѓутоа, пред било што да кажам за самиот роман, морам да спомнам неколку збора за Туве Јансон, авторката на овој роман, една сјајна, брилијантна писателка, финска писателка која што припаѓала на шведското малцинство што живее во Финска и незините романи се пишувани на шведски јазик. Меѓутоа, таа живее од 1914 до 2001 година и не била само писателка, туку и илустратор и уметник. Интересно е што ако помислиме во фолклорот, во литературата на многу земји, на многу народи, да ја земеме Европа за пример, постојат ликови кои што ги надминале, се специфични за одредено поднебје, за одреден народ, меѓутоа ги надминале границите на таа држава, на тој народ и станале дел од светското наследство. Доволно е да спомнам за Пинокио, на пример, на Карло Колоди, лик кој што е излегува од Италија, меѓутоа е еден светски лик кој што сите го знаеме, или например можам да ја земам Алиса од Алиса во земјата на чудата на Луис Керол, кој што е англиска книга, меѓутоа сите ја знаеме, или можеби Пипи долгиот чорап од Шведска. Тоа се ликови од книжевноста, некои се од фолклорот кои што ги надминале границите на една земја. Ако помислиме кај нас, можеби тоа е ликот на Силјан Штркот, или можеби Итар Пео, или од поново време, можеби дури и Зоки Поки да го земеме како таков лик кој што одбележува едно време и кој што е едноставно лик кој што е специфичен за едно поднебје и за еден народ. Зошто ги кажувам овие нешта? Затоа што она што излегува од Финска, ликовите кои што излегуваат од Финска се токму креација на Туве Јансон. Таа за време на Втората светска војна на едно место во едно писмо до еден свој пријател, таа вели во сета таа депресија, во тој страф од бомбардирање, морав да си создадам еден свет кој што е попозитивен, свет кој што е мирен и убав, и таа создава серија и на ликови и на книги за деца, во кои главните ликови се наречени мумини и живеат во својата долина на мумините. Таа ги креира всушност и таа креира еден цел свој свет со ликови кои што се повторуваат во 8 романи или книги за деца и една збирка на раскази. Тоа се едни ликови кои што всушност потсеќаат, повеќето од нив мумините потсеќаат на така едни сладки нилски коњи, меѓутоа тоа се всушност тролови. И таа намерно сакала да создаде такви ликови, помеки, помирни и смирени наспроти лудилото на времето во кое што живеела. И мумините кај нас имам чувство дека не се толку познати и Туве Јансон, меѓутоа вреди да се прочитаат. Ги имам тука за среќа пред неколку години 3 издадени 2 книги од Туве Јансон. Тоа е Невидливото дете, ова е збирка раскази во кои што се главни ликови се мумините. Исто така Шапката на волшебникот ја имам тука, ова е, ако не се лажам, третиот нејзин роман, значи има 8 романи и една збирка раскази во кои што зборува за мумините. Меѓутоа сега бих сакал да кажам нешто за Книга на летото, кој што е исто така култен роман на Туве Јансон, и прочитав дека всушност ова е била најдрагата книга што ја напишала, затоа што не пишувала само книги за деца, туку и романи, книги за возрастни. Книга на летото, еве ја имам во раце, ова е во издание на Антолог од пред 6-7 години, ако не се лажам, и преводот од шведски е на Искра Бадева. Ова е една книга за едно девојче по име Софија кој што живее на еден фински остров. Ако знаете, Финска е земја полна со многу мали острови и многу луѓе таму одат за време на летото да го поминат летото, имаат своји колеби, имаат своји викендици таму. И ова мало девојче, мислам дека во текот на неколку лета ни е прикажана тука како со незината стара баба која што е скулптор, живее таму, ги поминува тие лета, и во 22 мали поглавја во епизоди ни е доловен нивниот однос во нивното секојдневие на тој остров на кој што живеат сами. Всушност тука е и таткото на ова девојче Софија, кој што е некаде во позадина како лик, меѓутоа главните ликови се Софија, ова 6-годишно девојче и незината баба. И низ разни сцени го гледаме и созревањето на ова девојче Софија, кој што всушност е базирано врз внуката
вистинската Софија, која што била внука на Туве Јансон од нејзиниот брат Ларс, и најверојатно бабата е базирана врз ликот на мајката на Туве Јансон. И тука ни разни сцени, најобични сцени во тој летен живот на тој остров, сцени во кои што например бабата ќе забележи дека на соседниот остров некој изградил викендица во една страшно комична и интересна сцена, и заедно ќе одат да извидат зошто некој се осмелил таму и ќе буквално речиси ќе провалат во куќата на тој човек, ви доловувам само една сцена, за да тој подоцна дојде, па тие ползат и се кријат низ грмушките, па тој човек ги најде, ги покани кај него дома. Значи тоа е една таква сцена. Или има една страшно добра сцена што мене многу ми се допадна, во која што ова девојче Софија случајно ќе нагази еден дождовен црв, ќе го преполови на половина, и тука имат длабоки, сериозни, дури филозофски дискусии со незината баба за тоа дали црвот повторно ќе продолжи да расте или за тоа што го прави црв. И таа ќе почне да и диктира, ќе рече ќе напишам, не да им се одолжам на црвите, ќе напишам една книга, меѓутоа ајде јас ќе ти диктирам, а ти пишувај. И додека пишува, гледаме дека незината подсвест, дека она што таа го потиснува, можеби незиниот страв дека незината баба полека си заминува од овој свет и таа ќе остане и без неа, почнува да се манифестираат во тој текст на еден сјаен, брилијантен начин. И Туве Јансон и во книгите за мумините и во оваа книга која што го опишува животот на тој остров во тек на неколку лета, е многу суптилна писателка, многу интелигентна писателка, која што пристапува со многу хумор, меѓутоа едноставно поставува многу сериозни филозофски длабоки прашања под површината, и дури незините книги се полни со почит кон природата. Дури и тука на бабата и смета тоа што некој изградил куќа, и дури кога си заминуваат, таа повторно ги враќа, ги трнува се што ќе му смета на островот да си го живее својот природен живот таков како што треба да биде. Тоа е незините книги, и во оваа книга е книга на толеранција. Бабата и внуката учат како да се го почитуваат својот простор на туѓиот, да не се наметнуваат. Бабата не е некоја премногу сентиментална жена, туку ја почитува својата внука, тука е за неа, меѓутоа не е тука да ја размазува и така натаму. Книга на летото лани ја прослави својата 50 годишнина, и ако можете да го најдете овој роман, дали на македонски во ова издание, дали на англиски, како и да е, ви го препорачувам. Ви ја препорачувам и Туве Јансон, една писателка која што не смее да биде заобиколена и мора да се прочита, особено ова нејзино, ајде ќе го наречам дури тивко интелигентно ремек дело, и како што кажав претходно, нејзина најдрага книга. Значи ви ја препорачувам книга на летото, ви ја препорачувам Туве Јансон, ви ги препорачувам нејзините мумини, и се гледаме со наредното видео. Поздрав од мене, чао!